подготвуваш капитулација за името, со тоа што инсистираш на државен консензус. Велат дека со тоа им даваш можност на албанските партии да одлучуваат за црвените линии. Прашање поставуваат овие кои до сега беа во владава со албански партии, дали ќе дозволиме албанските партии да не ги диктираат црвените линии. Ја прашувам, пред 6 дена, што договараа со Нимиц? Во договор или без договор со албанските партии? Кој ги овласти да преговараат за името? Сами си го дадоа тоа право. Влада со технички функции, парламент распуштен, тие сами запукаа на пат за Њу Йорк, кај Нимиц, и се обвинуваат дека јас сум подготвил капитулација за името. Јас никогаш не сум преговарал за името и не сум можел да бидам ни тврд, ни флексибилен. Тие преговараат за името. И барам во ваше име да ни кажат што договориле. Владата овде во Охрид го гостеше индиецот со брата Рој. Него никаде го нема, велат дека бил во притвор, па бидејќи сакаше да го земе едно од најубавите места на Охридското крајбрежје, Љубаништа, ме интересира дали знаете кој е тој. Јас знам кој е тој и сигурен сум дека и во владата до сегашна знаат многу добро кој е тој и затоа се уидисаа. Срамно е, недозволено е за било кој граѓанин на оваа Македонија кој знае што е Охрид. Ова балканска ризница, овој бисер не само балкански, да го валкаш со валкани пари, со луѓе со валкан морал, кои во својата земја не можат да излезат пред очи на својот собствен народ, да го носиш овде на онаа света земја и да се обидуваш да изградиш казина. Охрид бил и мора да остане со векови нанапред центар на духовноста во Европа и во светот. Такви типови не ни требаат. Господине Пендаровски, како иден председател, што ќе превземете во правец на подобрување на соживотот во Република Македонија? Тие кои сме во оваа земја имаме еднакво право да ја сакаме и да ја браниме. Или низ кохабитација на различните вери и нации, или нема друг пат за Македонија. Македонија мора да биде мајка за сите, а не маќа за некој. Стево е мојот председател, еден за сите пријател.